Динамични случувања до степен на своевидна политичка и безбедносна ситуација. Груевски се огласи, избегал во Будимпешта. Преку својот Facebook статус вели: во последниве неколку денови примив безброј закани по мојот живот. Јас сум во Будимпешта сега и побарав политички азил од унгарските власти. Секогаш ќе останам верен на каузата на Македонија, никогаш нема да отстапам. Првата дилема и сомневање е како избегал и кој му помогнал. Втората, со македонски пасош или со друга патна исправа. Дали Орбан и Унгарија како членки на Европската Унија ќе згрижат осомничен за финансиски криминали и за политички злодела во Македонија која е претендент за Европската Унија. Оваа тема ќе обработиме веднаш во отвореното студио, што почнува традиционално во 14 часот. Инаку, втора тема која ја голица македонската јавност, која предпоставувам дека ќе има прилично различни и дивергентни коментари, е разликите во становиштата меѓу актуелната власт и судот. Размислувам во однос на одговорноста на оние на кои одредуваат притвор на лицата за кои постои опасност да избегаат. Ги пуштаат слободни да се движат низ државата, слободно да ги обавуваат сите работи кои ги обавуваат и на крај кога се носи пресудата, тие не се во притвор. Изјави денеска предпладне првиот човек на МВР Спасовски и Шекеринска приближно до неговиот став. Одредени судски инстанции одлучуваат за притвор и за многу поситни дела, а кога се во прашање бомбите и по прашањето на одговорноста на сите овие злопотреби, тешко се одлучува за притвор. Реакцијата на Шекеринска и на Спасовски веројатно ќе ја успееме да ја компарираме со ставот на првиот човек на судот во Скопје, на кривичниот суд Џолев, кој ќе биде гостин на почетокот на отвореното студио на нашиот Игор Стефановски пред линкот на судот. Уште само мала најава што ќе гледате. На оваа тема ќе имаме и дебата со Маргарита Цаца Николовска, судија на Врховниот суд и судија на Европскиот суд за правда, и професор Беким Кадриу, уставотворец и кривичар, кој треба да ни кој ќе треба да бараме одговорноста каква правна држава и каква политичка организација имаме ако така лежерно ги препуштаме криминалците да се шетаат низ Македонија и да заминуваат од неа. Потоа можем да најавам дека ќе се занимаваме помалку и со парадоксите на Балканот. Како Јанес Јанша не влезе во затвор иако е осуден премиер на Словенија и што се случи со Иво Санадер, вториот осуден премиер на Балканот кој треба да издржува нови 2,5 години затвор. Нова тема и со мојот колега Тодор Пендаров. Следите отворено студио. Мислам дека во овој момент нашата Весна Велкова најавуваше почеток на можен прес на ВМРО ДПМН со реакција. Ќе биде интересно да ја чуеме првата реакција на раководството на ВМРО ДПМН. Еве гледате кадар, таа се уште не е започната. По изјавата, Facebook статусот на Никола Груевски, екс-лидерот на ВМРО ДПМН, според кој Груевски избегал во Унгарија, во Будимпешта. Цитира: во последните неколку денови примив безброј закани по мојот живот. Јас сум во Будимпешта сега и побарав политички азил од унгарските власти. Секогаш ќе останам верен на каузата на Македонија. Никогаш нема да отстапам. Не вреди човек да го подсетува, но сакам да ве подсетам, почитувани гледачи, колку луѓе беа осудени во негово време и на каков брутален начин беа изведувани пред судот на правдата, носени пред судот, издржуваат казни 7, 8, 15 години и не избегаа од државата пред налетот на правдата. Еден од оние кој на таков несреќен начин беше жртва или беше осомничен од власта на ВМРО ДПМН, денове го консултирав и вели: правдата кога тогаш ќе ги стигне. Дали ВМРО ДПМН дали нашите кадри покажуваат дека на повидок почеток на прес на ВМРО ДПМН? Не. Во моментот кога ќе се појави било кој на бината во седиштето на ВМРО ДПМН, ќе имате можност, почитувани гледачи, во
ова отворено студио перманентно малку порано да се вклучите и да видите што ВМРО ДПМН и како реагира на тоа дека нивниот екс-лидер и големиот патриот Никола Груевски избега пред лицето на правдата. Дали Груевски ќе се спаси со бегство? Ќе ги жртвували со партијците во неизвестна судска постапка? Може ли Иванов да се одважи на нов политички дебакл со амнестија? Гости во студиото Цаца Николовска и Беким Кадрију. Ексклузивно во првото издание на Правда и неправда во новата сезона. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, како ВМРО ДПМН стана најбогатата партија во Европа. Ќе добијат ли судски разврски предметите на СЈО кои треба да го откријат начинот на функционирање на фамилијата, кој ја претвори Македонија во заробена држава. Катица Јанева во Правда и неправда. Вечерва во 21 часот. Денеска во ексклузив ви го откриваме новото момче на пејачката Елена Ристевска. Ги предвиде најголемите временски катастрофи во Македонија. Кој е Славчо Поповски? Ке ве болат и уши и очи. Ова се најглупите македонски песни на сите времиња. Гледајте ексклузив вечерва 18:30 на 1 ТВ. Македонија не е во приватност на индивидуи. Се што се случува зад ваш грб, сите траги кои се сокриваат под тепих, ги следиме и истражуваме. Ви откриваме кои се луѓето и на каков начин се збогатија преку ноќ. Се за нивните нелегални бизниси и стекнат капитал. Македонски инсайдер, наскоро на 1 ТВ. Нешто порано сте со отвореното студио, веќе објавив, Никола Груевски избега од Македонија, побара политички азил во Будимпешта. Во овој момент пресконференција во седиштето на ВМРО ДПМН, имате можност директно да следите. Па морала токму мајката на Костадинов да биде избрана за тоа работно место. Владеачката хунта е полни јавната администрација по теркот живи луѓе ке јадеме, ке смениме се од хигиеничарка до министер. А потоа вели ќе ја подобри администрацијата, главен носител на пристапувањето кон ЕУ и НАТО. Па дали вработувањето по партиско-роднински клуч, како мајката на Костадинов, се тие реформи за европска интеграција? Дали партизацијата, наречена реформа на администрацијата, се прави врз квалификации кој има поголеми семејно-пријателски врски со врвот на хунтата и дали тоа е борба против непотизмот? Повторувам, дали вработувањето на мајката на партискиот портпарол на Зоран Заев е таа европска реформа? Дали за вработувањето во Централниот регистар во општина Струмица е потребно да се вработи кадар кој зад себе има низа од фирми однесени во стечај? Дали немало ниеден друг пријавен заинтересиран со завршено средно образование и без искуство за место со плата од 25.000 денари? Нема одговор, ниту од Костадин Костадинов, ниту од СДСМ, ниту од општината. Зошто и на кој начин во стечај завршиле Фани Екстра ДООЛ УОС изо Струмица, ДОО Фани Логистик Струмица, Деликатес Фани ДООЛ Струмица, Интерметал Метан ДООЛ Струмица, сите поврзани со името на мајката на партискиот портпарол и пратеник во Собранието на Република Македонија од редовите на СДСМ Костадин Костадинов. Дел од овие фирми се избришани од регистарот, а дел се во постапка на бришање. А ваквата низа отвара прашања дали се тие намерно воведувани во стечај, наверно доведување на фирми во
состојба на неликвидност заради лична добивка. Почитувани, вработувањето на Фанче Костадинова во Централниот регистар на Струмица е само продолжение на бранот на партизација на администрацијата со деца и роднини на хунтата на власт, како ќерката на Талат Џафери, синот на Мирослав Грчев, сопругот на Магдалена Несторовска, синот на Љубомир Фрчковски, на локално ниво двете внуки и зетот на Прилепскиот градоначалник, братот на Битолската градоначалничка, сопругите на градоначалниците на Берово и Неготино и низа други партиски нови административци. Почитувани, се додека траат ваквите афери и за нив хунтата мува не алази, за џабе се ќе најавите за јавноста, за администрација со поголеми плати, за реформи на администрацијата како главен носител кон ЕУ и НАТО, со ликови како мајки стрини, војни, со низа фирми во стечај, единствено може да се очекува дека хунтата ќе продолжи целата држава да заврши токму така, во стечај. Ви благодарам. Следува втора пресконференција. Го видовте Наум Стоилковски, кој очигледно ја напушти говорницата. Дајте ми уште еднаш да видам кадар од пресот. Значи има уште еден. Дајте и него да го чуеме. Подготвени? Само момент. Брате, благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Она што се случуваше вчера околу седиштето на ВМРО ДПМН беше класична политичка хајка организирана од Зоран Заев и Оливер Спасовски. ВМРО ДПМН вчера беше под полициска обсада и членови на ВМРО ДПМН беа претресувани и малтретирани на излезот од паркингот на седиштето на ВМРО ДПМН. Ова вчера што се случуваше беше хајка и јавен линч на сите оние кои што не мислат како Зоран Заев и СДСМ и кои што мислат поинаку. Вчера бевме сведоци на класична злоупотреба на институциите во политички цели. И медиумите и јавноста знаеа дека полицијата не бара никого во штабот на ВМРО ДПМН, туку само врши притисок и заплашува. Сомнителни лица беа праќани од МВР да ги вршат претресите и да заплашуваат народ, а од до седиштето на партијата, беа забележани возила на воената полиција и кабинетот на Радмила Шеќеринска од Министерството за одбрана. Па така Радмила Шеќерински и Оливер Спасовски треба да одговорат што бара возила на Министерството за одбрана до седиштето на ВМРО ДПМН и зошто се малтретираат членови на ВМРО ДПМН и недолжни граѓани. Што бара сомнителни лица од МВР околу седиштето на ВМРО ДПМН и дали беа праќани луѓе кои се обезбедувања на Радмила Шеќеринска да учествуваат во притисокот врз партијата и членовите. Ги повикуваме внатрешната контрола на МВР да истражи како и кој ги извести медиумите за чекорите на МВР и тајмингот во кој ќе ги вршат претресите. За ова мора некој да одговара и да си даде оставка. Ги повикуваме народниот правобранител да поведе постапка за ова недолжно малтретирање на семејството на почесниот претседател Груевски и за малтретирањето на членовите на ВМРО ДПМН, меѓу кои беше и генералниот секретар Игор Јанушев, за кој што сведочи видеозапис кој што вчера го имаа медиумите. Заев, кој е режисер на медиумскиот циркус што се случуваше вчера, само сакаше да ги доисплаши сите оние кои мислат поразлично од него и од СДСМ. Верувајте дека бројката на тие луѓе е огромна, бидејќи никој не сака да има исто мислење како еден политичар аболиран за криминал како Заев, кој единствено што знае е закани, уцени и антидржавно однесување и работење. ВМРО ДПМН и Македонија се жртви токму на неспособноста на аболицираниот Заев. Година и половина ја уништуваат сопствената држава и сето тоа го прикриваат со политички прогон, кој вчера кулминираше и според нашите информации нема да престани во наредниот период, а ВМРО ДПМН не планира да потпадне под притисокот и заканите на СДСМ. Па така, да повториме и да ве потсетиме уште еднаш. Ако мислите дека ќе не заплашите, се лажете. Добро ве знаеме сите, ќе дојде денот кога за ова ќе одговарате и вие кои го извршувате ова сценарио и оние кои што го нарачаа и организираа по наредба на Зоран Заев. Благодарам, повелете дали има прашање. Какви се вашите сознанија, поранишниот премиер, односно вашиот почесен партиски лидер,
Ево Будимпешта се јави откаму преку Facebook, дали имате вие? Видете, во однос на статусот и јавувањето него преку Facebook, ми кажаа колегите, бидејќи се подготвав за пресконференцијава, немам такви информации каде и што прави. А какви информации имате, каде? Немаме никакви информации. Тоа беше и вчера кажано и денес ви го повторувам. Немате лично вие или зборувате во име на целата партија, никој од членовите на ВМРО раководството нема сознание каде е почесниот председател? Видете, вчера беше одговорено од страна на генералниот секретар и денеска повторно ви го одговарам истото. Немаме контакт и немам информација каде се наоѓа почесниот председател Груевски. Јас лично? Јас можам лично да ви кажам од кога немам контакт, а тоа е повеќе од 9-10 месеци. А последниот пат што он беше од партијата кога? Немам таква информација кога бил на средба со председателот Мицкоски. Немам таква информација, би можел подоцна да ви ја дадам. Понедешниот премиер информира и дека во последните денови добро доста запани по живот. Имате ли некоја информација која не? Немам информации за заканите кои што ги добивал, меѓутоа верувам дека е така. Дали има други прашања? Благодарам. Поштовани гледачи, имавте можност преку директен пренос да ги следите изјавите и коментарите на двајцата потпароли на ВМРО ДПМН. За ВМРО ДПМН нема никаква реакција за бегството на Никола Груевски и освен евентуално за така нареченото малтретирање на семејството на почесниот председател на ВМРО ДПМН како елементарна информација од седиштето на опозицијата. Поштовани гледачи, мислам дека сте вклучени во отвореното студио. Во студиото и мојот колега Тодор Пендаров, а на линк би требало да биде и нашиот Игор Стефановски, со кого би можеле да добиеме сублимат на денешниот очигледно судир концепцијски, не е спрем. Еве ми јавува дека се уште не е подготвен, но како и да е, додека се подготви нашиот Игор Стефановски, јас ќе почнем како прва реакција со мојот колега Тодор Пендаров. Пендаров, на што ти добро дојде, извини што те дигна во ова попладне. На што ти личи ова пресконференција на ВМРО ДПМН? Фарса. Фарса. Чиста фарса, односно, у суштина се една голема фарса. И бегството на Груевски е фарса. Знаете што, да имате вие државата да ве обезбедува со 6 полицајци и да побегнете, веќе не е проблем Груевски, проблем е МВР, односно шестата управа која го обезбедува. Да не речам, ако сме малку европски, кој што сакаме да бидеме, за ова треба им да падне и глава на министер. Би било нормално во една нормална држава. Не ми е јасно како тоа со 6 полицајци да избега Груевски и тоа да избега доците до Унгарија. Мислам дека или имало дил на ниво Груевски држава, другче не можем да си го објаснам. Ја после ми е неверојатно на кој граничен премин легално и со кој пасош замина. Тоа е многу. Дали е тоа варијантата на Љубе Бошковски спакуван? Да. Мислам дека Љубе Бошковски замена на легален граничен премин, сите зажмурија кога се одеше. Имаше дилеми дека во багажник, ама тоа да не се занимаваме. Да не се занимаваме. Било по прошло човекот плати голема цена. Него сегашниот, навистина, јас се сомневам дека спакуван багажник или нешто слично, мислам дека човекот фино лепо седејќи на задното седиште на некој релативно солидно ауто, си замина од државата елегантно. Мене нешто друго ме занима. Како е поминал
унгарската граница, односно како србите. Да не бидеме лицемерни помалци, Груевски има традиционални врски со претходните влади, кај што беше и советник. И советник, да, советник за релативно миленик на проруската варијанта. Почитувани гледачи, Тодор Пендеров останува во студиото, особено ќе разговараме околу тоа како традиционалната врска Орбан-Груевски стана препознати прозор или врата на екс-лидерот на ВМРО ДПМН да се стокми во Будимпешта и особено зошто Груевски избега наспроти, например, Санадер и Јанша, двајцата претходни премиери, кои Санадер беше испорачен од Австрија, а Јанша го издржа притисокот и излезе пред судот на правдата во Словенија. Сега мислам дека Игор Стефановски ми јавува дека е подготвен. Игор, добар ден. Добар ден, Чомовски. Тоа што веќе последната информација пристигна конкретно и од Facebook профилот на поранешниот премиер дека е во Будимпешта, очигледно потезите и дека бара политички азил во Унгарија, очигледно потезите се и на судот и на специјалното јавно обвинителство да побараат меѓународна потепница по поранешниот премиер, но секако како ќе се одвива ова во пракса, ќе очекуваме одговори од председателот на Кривичниот суд Иван Џолев, кого го очекуваме во секој моменти да дојде тука пред Кривичниот суд за да ни се вклучи директно во програмата на 1 ТВ и секако имаше негодување односно реакција од страна на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во однос на постапката дека вината всушност и топката на одговорност во однос на пронаѓањето на Груевски, поранешниот премиер. Министерот Спасовски ја префрла во рацете на Кривичниот суд кој не му определил притвор. Предлагам тука да погледнеме изјавата на министерот Спасовски. Груевски до вчера, до 16:30 часот, додека судот ја издаде наредбата и потерницата, беше слободен. Тој има обезбедување, лично, кое што го користи на повик. Меѓутоа, тоа не е обезбедување кое што е 24 часа со него и во станот и пред станот, за да може да го чува. Полицијата работи исклучиво врз основа на наредбите кои што ги издава судот и полицијата без наредба ниту може, ниту смее да следи било кого или постојано да биде присутна со него околу неговиот дом само заради тоа што се води судска постапка за него. Затоа постојат мерки на обезбедување, а таквите мерки на обезбедување ги определува судот. И сега ова нека биде порака. Јас очекувам дека ќе имаме информации, ќе дојдеме до ова лице, меѓутоа ова не е прашањето само за Никола Груевски, прашање за сите кои што се на некој начин осомничени, за кои што се водат постапки и така натаму. При одлуките судот треба да внимава на и овој момент, кој ќе дојде до моментот на пресудата, односно до правосилноста на пресудата. Господин Спасовски. Поне, еве да ти дадам шлагбор. Слична е реакцијата и на вице-премиерката Радмила Шекеринска и би било добро, ако ја имаме, да ја кажеме, а при тоа подготви и став околу тоа како ќе се одвива судската постапка сега без Груевски за серијата кривични дела од СЈО, до толку повеќе што мислам дека во препланевниот ми јавува дека се уште не е измонтирана. Ја цитирам, Игор: одредени судски инстанции одлучува за притвор и за многу поситни дела, а како во прашањето на бомбите и по прашањето на одговорноста на сите овие злоупотреби, тешко се одлучува судските органи за притвор. Тоа е ставот на Радмила Шекеринска. Јас мислам дека би било добро да го најавиш и да репринтираме дело ставот на адвокатот Звонко Давидовиќ.
Така, разговарав во Пладневните вести со адвокатот Звонко Давидовиќ во однос на постапките конкретно за поранешниот премиер Никола Груевски. Меѓутоа имаме и нова околност, бидејќи тој всушност повеќе и не е во државата. Разговаравме и за моментот дека доколку тој би се појавил тука во точно на утрешниот датум, но сепак на крајот од разговорот со адвокатот Давидовиќ направивме и паралела во однос на судскиот процес за бизнисменот Сеат Кочан, кој тој беше во бегство додека кривичниот суд му одреди притвор, а беше вратен и појавен во земјава веднаш штом Врховниот суд му го укина притворот и всушност беше излезен на слобода. Тогаш се протече информацијата дека тој е на една од скопските клиники, но да не должам многу да го погледнеме разговорот со Давидовиќ. Законот е многу јасен, а двата случаја не се поврзани, Кочан и Груевски, затоа што кај Сеат Кочан беше во прашање определена мерка притвор, каде што по определени законски одредби има право на жалба до Врховниот суд во точно определени ситуации, да не ја ширеме работата. Но за Груевски таква можност не постои, затоа што е налог за издржување на казна. Редовните правни лекови се изминати, значи жалбената постапка на налогот на што имаше право, апелациониот суд реши и повеќе редовни правни лекови по однос на ова нема. Сето друго се вонредни правни лекови пред Врховниот суд, кои што не го одлагаат извршувањето на казната. Поштувани гледачи, Игор Стефановски, мислам дека ако добро бележам еден кадар, веќе со тебе е нашиот специјален гостин, председателот на Кривичниот суд Џолев. Се надевам дека ќе биде интересна преписката индиректно медиумска за очигледниот судир меѓу владата и судството. Повели, Игор? Така, Чомавски гостен во отвореното студио 1 на 1 ТВ е токму председателот на Скопска единица, судијата и председател на овој суд Иван Џолев. Судија, добро ни дојдовте во програмата на 1 ТВ, чинам дека за прв пат. Имаме всушност една околност во која Министерството за внатрешни работи одговорноста за притворот го бара и ја префрла всушност тука во судот. Кој е вашиот став во однос на ова и всушност да ни објасните како се законските процедури? Предпоставам дека збориме за одговорноста за бегството, а не за притворот. Ја чув изјавата на министерот Спасовски и јас во еден дел со министерот се согласувам. Значи, Министерството за внатрешни работи точно е дека постапува согласно наредбите и решенијата кои што ги носи судот. Меѓутоа, не треба да заборавиме дека постапува и согласно наредби кои што се даваат од страна на обвинителството, меѓутоа и само иницијативно, нели, кога станува збор за сузбивање на криминал или спречување да, еве, како во конкретниот случај, некое лице без пасош, нели, ја напушти нелегално државата, доколку се испостави дека такво нешто се случило. Интересен е тука моментот, бидејќи токму пасошот на поранешниот премиер Груевски е кај вас во судот. Тука во вашето списите, па веројатно е на нелегален начин напуштена државата од страна на премиер, тогашниот премиер, односно екс-премиерот Груевски. Имавте ли вие некакви сознанија, бидејќи тој веќе бара политички азил во Унгарија? Какви ќе бидат еве постапките да ги имаме од прва рака во кривичниот суд? Збориме за оние постапки кои веќе се во тек и судење. Пасошот на господинот Никола Груевски е одземен и дипломатскиот и неговиот личен пасош. Значи, два пасоша се одземени од господинот. Точно е дека е изречена и мерка јавување во судот. На почеток таа мерка во 2017 година, кога беше изречена во месец јули, колку ми се чини, кој што се сеќавам, таа на почеток беше определена, нели, јавување секој понеделник, потоа беше променета да истиот се јавува секој прв петок во месецот. Редовно се пријавуваш? Да, редовно се, од она што јас го имам како информација, нели, извршивме проверки, увид во таа евиденција, значи редовно се има јавувано секој прв петок во месецот, што значи на 2 ноември оваа година истото
исто така се има јавено и до сега го нема прекршено, ја нема прекршено таа мерка. Имаше ли индиции дека Груевски на овој начин ќе се даде во бегство? Тој често доцнеше на судските рочишта. Во овие моменти политичкиот азил да не го заборавиме, каков ќе биде тука делот? Веројатно ќе се бара одложување, одвојување на постапката, раздвојување или судење во отсуство? Вака сега, најпрво сакам некои детали да ги појаснам и во врска да не заборавиме изјавата на министерот во делот за судот. Сметам дека тука не се согласувам со министерот дека вина има во судот. Сакам да ги појаснам надлежностите најпрво на судот. Определување на мерка притвор од страна на судот имаме исклучиво во ситуација кога тоа обвинителството го бара. Или по службена должност кога некоја мерка е прекршена од страна на лицето, обвинетото лице против кој се води постапката. Во случајот Тенк, од самиот почеток на подигање на обвинението до соопштување на одлуката од страна на обвинителството во ниеден момент не е побарана мерка притвор за обвинетиот Никола Груевски. Додека во истиот тој предмет по однос лицето осудениот сега Ѓоко Поповски при изрекување на пресудата кога од страна на обвинителството беше побарана мерката притвор, судот го определи. Во таа смисла, значи, уште еднаш ќе потенцирам, не може судот само иницијативно да определува мерка притвор. Тоа е секогаш побарање на обвинителството. Сакам да ве прашам, во делот чинам дека тогаш имаше и специјалното јавно обвинителство исто така изјава во однос на тоа зошто не побара притвор. Има ли некакви други алтернативни мерки освен на тоа што се одземени двата пасоши, домашниот и дипломатскиот? Дали можеби му е обезбеден имотот на Груевски? Видете, пасошот на Никола Груевски, пасошите на Никола Груевски и мерката јавување е определена во предметот Титаник. По однос сега да се ограничиме на предметот Тенк. Во тој предмет немаме никаков предлог ниту за обезбедување на некаков имот, ниту предлог за некаква си мерка за обезбедување негово присуство. Да појасниме тоа СЈО треба да го побара. Да. Дали СЈО веќе побара распишување на меѓународна потерница? Видете сега, нели од медиумите беше нели проследено по медиумите дека осудениот сега бегалец Никола Груевски се тагнал од Будимпешта. Она што јас го имам како сознание е дека статусот е веродостоен, меѓутоа дали истиот линкот го воспоставил директно од Будимпешта или од Скопје или од некој друг град, тоа не можеме да го тврдиме. Тоа треба државните органи надлежни, нели, најпрво да го утврдат од каде е воспоставен линкот, дали станува збор за, како да кажам, преусмерување на истрагата и слично. Пазете, може да бегалецот и во Скопје. Не е исклучена и таа можност. Значи, тие работи треба да се утврдат и секако, откако ние ќе добиеме барање од Министерството за внатрешни работи, нели по нивни сознанија каде се наоѓа истиот, барање за распишување меѓународна потерница, ние таква дозвола судијата за извршување на санкции ќе ја издаде. Значи, да констатираме и да поставиме прашање, има ли сомнежи во судот дека можеби некој друг го напишал таквиот статус на Facebook профилот на Никола Груевски, кој што е јавен и е веродостоен од страна на интернет страницата, популарната социјална? Значи, судот не може да ги цени таквите наводи, сепак за тоа ќе повторам, надлежно е МВР, ПРЕЦ и НАЦ. Тука произлегува и дополнително прашање, односно да се навратам повторно на барањето на политички азил. Како би се одвивале тука постапките? Дали би биле во отсуство, дали би биле раздвоени, бидејќи има идентичен всушност случај во предметот со прислушувањето, каде што се обвинети Горан Груевски и Никола Бошковски. Тие веќе имаат два судски спора во Грција и конкретно бараат политички азил и им се суди за лажните пасоши. Каков историјат би имало тука конкретно со веќе бегалецот поранешен премиер Груевски? Не би имал некој посебен коментар околу политичкиот азил. Знаете, колку што разбрав од медиумите,
ако е навистина бегството случајно и бегалецот се наоѓа во Будимпешта, нема многу допирни точки помеѓу закани од убиство со политика, односно барање на политички азил. Македонија, низ која што транзитираат голем број на мигранти, често пати, значи, истите бараат да имаат некаков си политички азил и слично, тие често пати се одбиваат. Ова е сепак многу шпекулативно и сепак судот официјално не би сакал да се произнесува по однос тие шпекулации. Бидејќи се споменати заканите, можеби прашањето би било по-веродостојно да биде адресирано до МВР. Сега што ќе ви го поставам, но дали некакви сте добиле писмени информации од страна на поранешниот премиер или неговиот адвокатски тим дека кон него има закан? Јас, значи, како председател на судот, не сум запознаен со такви закани по животот на господинот Никола Груевски. Јас ви благодарам за одвоеното време на вас во вестите, односно отвореното студио 1 на телевизија 1. Тоа беше председателот на Кривичниот суд Иван Џолев. Разговаравме околу терминолошките и правните аспекти во однос на бегалецот Никола Груевски. Тоа што останува известно, но и неизвестно е како ќе се протечат понатаму судските постапки, секако со одредените судии кои што се надлежни и кои што судат по предметите на поранешниот премиер Никола Груевски по различни барања и од специјалното обвинителство и од одбраната ќе пресечат дали ќе се раздвојат или ќе се на некој начин одвојат постапките против поранешниот премиер кој е бегалец и е во Унгарија според неговиот Facebook статус. Чомовски. Благодарам, тоа беше нашиот Игор Стефановски со својот соговорник, председателот на Кривичниот суд Џолев. Има една прилично фина компарација дека статусот на Facebook со кој се огласува и вели дека е избеган во Будимпешта и побарал политички азил, прашање дали е од Будимпешта или од Скопје, зашто веројатно ќе треба МВР да одговори. Мојот соговорник Тодор Пендаровски го прашувам на оваа тема. Кој сега треба да реагира? Дали мислиш дека МНР треба да го повика унгарскиот амбасадор и да го праша избегал, каде, кој? Точно. Бидејќи веќе, ако е статусот на Facebook точен, не е важно од каде е испратен, дали од овде или од Будимпешта. Тоа може би подоста ќе биде значено. Сега треба веднаш, според мене, нашиот министер да го повика амбасадорот на Унгарија кај нас и да барем, ако не може би уште нема оно што би рекли штовда за нота, али барем за размена на информации што како тоа би требало да се направи. Од изјавите што досега ги слушнавме и од министерот и од председателот на Кривичниот совет, веќе се покажува на типичното македонско ја не сум крив, ти си крив, ти не си крив, тој е крив и сега ќе се вртиме у круг. Например, ви го прашава министерот, ако имало индиции, а би требало полиција, ако имало индиции, има служби, дека овој ќе бега, дали биле обезбедувањето било на повик. Мислам, тие се... Не, инаку да ти кажам, Оливер Спасовски, министр, претплавно се чув, го покани да дојде во вестите во 20 часот, се уште не потврди, инаку јас би сакал индиректен начин да го прашам што правеше нашата ДБК во следењето на информациите кај се овие криминалци и експремиер, не се затвара секој ден. Секој ден, така е. И нас не се случува овој кој трети, четврти познато име кое бега. Да. За таа тема малку подоста сега е на линија Весна Велкова, ако добро сум информиран од нашата режија. Весна, она што јас следев, има една специфична лакрдија, да речем. Двајца потпороли како дојдени од оној свет. Ни глас, ни стас, освен некоја безврска изјава за бегството на Никола Груевски. Точно ли е?
Да, Чумовски заврши. Нашите гледачи можеа да ја следат пресконференцијата на партискиот портparol Димче Арсовски. Тој рече, односно повторно обвини за политичка хајка, обвини дека власта ги злоупотребува институциите со цел да ја наштети на нивната партија и на нивните членови. Тие го повика и јавниот обвинител да преземе некакви мерки за да ги заштити, односно да покрене постапка токму на оваа тема. Инаку, гледачите можеа на некој начин и да видат дека и двајцата портпароли не можеа да го скријат оној израз на лицето помалку среќен, нели, по оној Facebook статус на поранешниот премиер, односно на нивниот почесен лидер, дека тој се јавува од Будимпешта, од каде што најави дека ќе бара политички азил. Тоа накратко овде што се случуваше во партијата. Ако имаш прашање, Чумовски повели. Благодарам, Весно Велко. Ти си завести до 14:30 да им поширок преглед ке направиш со реакциите на ВМРО ДПМН. Поштовани гледачи, нашиот Христијан подготвува една анализа како се реактивираше пријателството Орбан-Груевски и како екс-лидерот на ВМРО ДПМН оден да се најде во Будимпешта и дали унгарските власти учествуваат во неговото стационирање и евентуално доделување на статус политички азил. Рековме за МНР дека би било добро да го повика амбасадорот да добиеме информации. Мислиш дека Груевски има трет пасош, четврти пасош? Па знаеш, ова наша држава, за жал, скопско и се е можно. За жал. Тоа значи дека сите сме пијани помалце. Да. Не, од едно пиво нема да бидеш пијан, али можеш да направиш што сакаш. Така да, шалата на страна, и тоа е можно. Што знам, можно е со авиотакси да замине човекот, не е проблем да плати авиотакси од Стенковец, например. Или од Кумановскиот, кој што се подпишуваше договор, да. Така е. Или од Кумановскиот, да полетат авиотакси до ова. Со таа разлика што ја мислам дека ако полетал, нема сила која бдее над Македонија која тоа не би го регистрирала и не би знаела. Не, авионот не може да полети инкогнито, тој мора да биде пријавен и се пријавува на цивилната пловидба на Македонија, на Србија и на Маđар и на Унгарија. Они му одредуваат коридор, али не значи дека се знае колку луѓе имаат во авионот и кој патува. Може да се каже еден, унутре се 20. Тоа може да се направи, тоа не е некоја голема филозофија и нешто ова. Во секој случај, велам, онака што почнавме 20-та, мислам се сложивме дека ова е една голема фарса која ќе заврши. Сега очекувам судот, прв корак ќе биде се Министерството за правда, ако има они се тие што ќе бара да го испорачаат, а судот ако продолжи овие процеси против Груевски, односно против целата таа клика која се именувам фамилија, ќе треба Груевски да го издвои, да го суди посебно. Тоа Давидовиќ рече во интервјута дека се издвои тоа. Ќе се издвои. Меѓутоа има една друга работа. Ако се издвои и ако тоа практично значи јас ќе се вратам кога ќе се вратиме на власт, тоа значи дека он си купил време додека не дое до смена на власта. Меѓутоа, има една работа. Од правда никогаш не можеш да избегаш. И има уште еден абсурд, пред малку го кажав. Замислете кој све не заврши у затвор по 14 години, а издржаа. И уште една работа. Многу од личностите кои избегаа, кои има некое значење кривично и така натаму. Бојко, Кочан, Смиленски, се вратија, ги испорачаа во Македонија. Да. Смиленски го испорачаа австриците, иако имаше австриско државјанство. Бојко беше вратен, Кочан и така натаму. Да. Но овде станува збор за нешто позначајна личност, односно личност која има феноменални connection, врски со Орбан. Пендаров, имам уште две прашања и потоа ќе го чуеме нашиот Христијан околу состојбите, целата приказна околу дилот или договорот Орбан-Груевски. Санадер избега. Избега во Австрија, го фатија? Го фатија со сообраќајна полиција или го гонеа по ова и го екстрадираа во Хрватска. Да, во Хрватска, точно.
Точно така. Дали тоа значи дека сепак се почитуваат некои европски стандарди, криминалците да одговараат во домицилната држава, Така е. и уште повеќе има една специфика. Унгарија е членка на Европската Така е, точно. Точно, но не значи дека ќе ги почитува. Не значи дека ќе ги почитува. Имаме и примери кога не се почитуваат. Не само, него и други стандарди. Сана дали Груевски избега? Јанша? Јанша е многу интересен пример. Јанша е суден за мито за патрија, тоа е За 20 милиона провизија. Да, финските борбени возила. И Јанша, процесот против Јанша траеше, нема да веруваш дека он беше премиер. И си идеше на суд. Кога падна првата пресуда, која уште не беше правосилна, коалицијските партнери му рекоа на Јанша, чуј, де тргни се од функцијата премиер, дај некој друг. И така дое Јанковиќ? Не. Јанша дое, тогаш беше на власт затоа што го победи Јанковиќ, а не успеа да направи влада, него направи Јанша. Јанша не кеше тоа да го направи, не кеше се тргне од премиерската функција и овие другите коалицијски партнери му откажаа послушност, владата падна, имаше доверба на владата, падна и Јанша отиде у суд. Отиде у затвор. Јанша има искуство. Јанша лежел во време на бивша Југославија, има искуство. Од затворот испратуваше твитови, еден беше феноменален. Овде, надвор има повеќе криминалци него овде. И како излезе Јанша од судот? Тоа е многу интересно. Во Словенија, односно во скоро сите европски држави има така наречена уставна тужба. И тука беше покрената. Покрената, ама заврши. За жал, не се реши тоа. Но со таа уставна тужба, Јанша побара Уставниот суд да преиспита дали во текот на процесот му биле кршени човековите права. Они не навлегуваат у материјалната расправа, зел мито или не зел. И открија дека има кршење на човековите права во текот на процесот на судењето и Јанша ја повлекоа пресудата, односно ја уништија пресудата, и Јанша се излезе од затвор и на ново... Има уште еден парадокс. Јанша се врати, победи на последниве избори и се уште не е премиер. Не, затоа што му се случи она што му се случи на Јанковиќ. Јанша, за жал, да не беше Јанша представител на партијата, мислам дека таа партија ќе беше на власт. Односно ќе беше владеечката партија. Никој не сака да иде со Јанша после таа афера, затоа што со тоа ќе изгуби собствениот рейтинг. Знаете, ипак во Словенија политичката култура е малку повисока од кај нас. Не многу, но е повисока. И уште нешто, словенските функционери се можеби свесни дека правдата, она што го рече ти, дека од правдата нема бегање, него биди се да ги направиш сите правни лекови и да се спасиш. Тодор Пендаров, мојот колега и актуелен аналитичар кој има многу полемичен дух во себе. Ние бевме кавгаџи додека бевме колеги, но тоа е друго прашање. Ако сакаш да го видиме заедно и прилогот на нашиот Кристијан посветен на тоа како Груевски се најде во Будимпешта и како е возобновена така речената традиционална линија на Орбан и Груевски. По 20-часовната полициска потрага по Никола Груевски, екс-премиерот се огласи на социјалните мрежи. На Facebook статус објавен околу пладне тој напиша дека е избеган во Унгарија со намера да побара политички азил. Во последните неколку денови примив безброј закани по мојот живот. Јас сум во Будимпешта, сега и побарав политички азил од унгарските власти. Секогаш ќе останам верен на каузата на Македонија. Никогаш нема да одстапам. Напиша Груевски на Facebook. Со ова се потврди една од тезите кои ги постави јавноста во изминативе денови, додека се чекаше поранешниот премиер да влезе во затвор. Шпекулациите дека Груевски би можел да пребега во Унгарија беа уште погласни во изминативе неколку часови додека МВР го бараше со потерница. Сепак, полицијата се уште трага по него во државава и нема распишано меѓународна потерница. На јавноста е познато дека Груевски се среќава со премиерот на Унгарија Виктор Орбан пред секои избори во земјава. По нивната последна средба медиумите пишуваа дека Орбан останува последниот поддржувач на Никола Груевски. За време на неговото премиерување, македонско-унгарските односи достигна исклучително високо ниво. Меѓу двете држави изградивме вистинско пријателство и заслугата за тоа на господинот Груевски. Следуваат избори на кои ќе одлучува македонскиот народ. Сакам да потенцирам една работа со сигурност. Македонија, која има иднина во НАТО и ЕУ, секогаш ќе може да сметна на поддршката од Унгарија и ќе помогнеме со сите можни средства да стигнете до вашата цел.
Facebook статусот на Груевски отвори низ прашања за начинот на кој тој им избегал на домашните власти, но и за способноста на органите на прогонот. Поранешниот премиер поради случаите на специјалното обвинителство остана без пасош и е под посебни мерки на предпазливост, поради што речиси невозможно е државата да ја напуштил преку легален граничен премин. А каде тој се наоѓа и дали е избеган, из утринава не знаеше да одговори ниту неговиот братучет и поранешен функционер Сашо Мијалков. Се сигурни дека не знаете кај е Груевски? Дали знаете дека се крие негде на некоја амбасада? Фала. Зашто фала? Председател кажа. Дали се сигурни дека не знаете кај е Груевски? Останува дилемата дали подржувачите на почесниот председател на ВМРО ДПМН е Груевски синоќа знаеле за неговата намера да избега, иако реагираа на полициската потрага околу Белата палата. Тоа беше прегледот што го направи по Facebook статусот на екс-лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски дека е избеган во Будимпешта. Нашиот Христијан веројатно ќе собере уште неколку информации врзани за ова своевидна политичко меѓународна рашомонијада, но како и да е, изгледа дека се потврдува традиционалната линија на соработка меѓу Орбан и Груевски. Мојот соговорник Тодор Пендаров во разговорот претходно кажа дека сега е време на МНР да провери и да го повика унгарскиот амбасадор за информации кога и на каков начин и кој го превезал во Будимпешта Груевски и дали тој заминал од амбасадата во Скопје. За некоја минута следуваат вестите со Джугуманова. Овој дел од овој вкупен преглед ќе имате можност да го гледате и натаму. Ние остануваме во отвореното студио со топ темата Груевски бегалец, македонските политички и судски органи во Кавга, кој е виновен што избега еден од најбараните политичари кој е осомничен за серија криминали од пристушување до финансиски малверзации и се разбира, чувте противставени становишта од една страна Спасовски и Шекеринска, од друга страна председателот на Кривичниот суд Џолев кој амблок одби дека судиите и судството се виновни што Груевски на кого му е одземен и пасошот и дипломатскиот пасош заминал од Македонија. Се разбира, ќе биде мощно индикативно да се чуе каде и на кој премин избегал Груевски и јас се надевам дека на дел од овие прашања поканетиот министар за внатрешни работи Оливер Спасовски ќе има можност да одговори во вестите во 20 часот. Ако се уште Джугуманова не е стигната, уште да видиме што друго ќе гледате во студио 1. Гости во студиото Цаца Николовска и Беким Кадриев. Ексклузивно во првото издание на Правда и неправда во новата сезона. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, како ВМРО ДПМН стана најбогатата партија во Европа. Ќе добијат ли судски разврски предметите на СЈО кои треба да го откријат начинот на функционирање на фамилијата, кој ја претвори Македонија во заробена држава. Катица Јанева во Правда и неправда.